Јавното комунално предпријатие Водовод од Кочани се дави во долгови. Вкупниот долг изнесува околу 3 милиони евра, а во главно е акумулиран од неплатена електрична енергија и загуби на вода. Но освен тоа, долгот е генериран и од фактурирани, а не наплатени сметки за комунални услуги, и тоа од државни институции. Имаме ние директори на училишта кои самите придонесуваат во катастрофалното работење на комуналното јавно предпријатие, што е за мене неприфатливо. Овде ги имам бројките. Значи, неприфатливо е посебно школите кои што добиваат блок дотации наменски пари, истите пари да ги трошат за други работи, а не наменски како што сте били предвидени за плаќање на вода. Замислете, имаме школи кои што повеќе од 2 години, имаме школа која што дури има сметка и од 2022 година неплатена. За состојбата да биде уште поалармантна, од пред 2 недели предпријатието е без директор, зашто последниот кој ја извршуваше функцијата си даде оставка. Буквално дезертирал во овие тешки моменти. Јас со него се познавам лично, но ќе му порачам, срам да му е. И поради таа ситуација ние немаме простор и можност да распишеме јавен конкурс, бидејќи истата процедура трае повеќе од 30 дена, за да имаме транспарентен процес и да се јавуваат кандидати. Бидејќи е таква каква што е ситуацијата, ќе тражиме квалитетно и соодветно решение и за самото комунално јавно предпријатие во следните неколку денови. Најбрз и наефикасен начин за излез од актуелната мат позиција во која се најде предпријатието е да се бара човек одвнатре, кој најдобро ги познава проблемите и ќе може да работи на нивно решавање. За Сител, Трајан Ристовски.